На темата, на денешната тема, продолжуваме со разговор во студио. Моја гостинка денеска е професор доктор Јована Стефановска, професор по паразитологија и паразитни заболувања при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Секоја пролет граѓаните се соочуваат со опасност по здравјето од најразлични инсекти кои остануваат активни од овој период па се до следната зима. Па ајде првото прашање нека биде: постојат ли во Македонија инсекти опасни по човекот и по здравјето на животните? Па темата за инсекти верувам дека е интересна во континуитет за граѓаните, затоа што постојат навистина инсекти кои што можат да пренесуваат најразлични бактериски и вирусни заболувања кои што се опасни по здравјето на луѓето и на животните. Ние на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се бавиме со инсекти кои што се од ветеринарно-медицинско значење, но велам инсекти затоа што граѓаните сметаат дека секој мал микроорганизам кој што го гледаат е инсект. Всушност има поделба на артроподите, ги делиме на инсекти и на арахниди, но да не должам, значи сепак постои разлика измеѓу комарци и крлежи, не се во истата класа, но еве за тоа денеска би сакала малци да ги едуцираме граѓаните за сите моменти и опасности кои што ги демнат, но ќе се фокусираме малку на она што е најпознато за гледачите. Сметам дека она што е најактуелно се комарците, за кои што видов дека во претходните прилози имавте некои информации интересни дадени. Всушност и опасноста доаѓа од оние инсекти кои се вектори, односно пренесувачи на болести, па ајде да дадеме едно објаснување кои болести може да ги пренесуваат овие инсекти, поточно комарците. Така е, всушност од овие инсекти кои што ги имаме на нашите простори, директно не сме загрозени од нивните каснувања, но сме загрозени од моментот дека тие може да пренесуваат најразлични заболувања. Па кога е збор веќе, кога станува збор за комарците, мора да кажеме дека весна, односно западно, ниската треска, болест која што е застапена во регионот и секако и во Македонија и присутна. Така? Ние на факултетот имаме докажано дека имаме створена антитела кај коњи, кај птици, но во Институтот за јавно здравје водат евиденција дека постојат и регистрирани хумани случаи во Македонија, така да тоа е едната опасност од комарците. Втората опасност е од тигристиот комарец, кој што го имаме, да кажам, во Скопје регистриран од 2017 навака, го немавме пред едно 15-20 години нити во Македонија, но е нов вид на комарец, кој што може да ни донесе нови заболувања како денга, зика, чикунгунија, а денга е веќе присутна во нашиот регион, така да опасноста демне и од нови заболувања кои што може да ги пренесат. И да кажам, маларијата е искорената во Македонија, но имаме граѓани кои што патуваат во региони каде што е таа присутна и доаѓаат заразени, а ние векторот анофелес комарецот кој што ја пренесува маларијата, па го имаме во на нашите простори, така да болестите што ги пренесуваат овие инсекти навистина се значени и многу добро граѓаните да ги знаат овие информации пред се, за да знаат како да се заштитат себе и своите домашни миленичиња, затоа што пак еве комарците кај кучињата пренесуваат кај народот познат еден срцев црв, тоа е всушност еден паразит Дирофиларија имитис, кој што може да биде погубен за животот на домашните миленици. Значи, сме во ризик од болести, а не од скаснување. Затоа редовно се врши дезинсекција и заштита од комарци во нашава територијата на целата држава и би рекла редовна, под наводници, вечна е борбата со комарците во земја во текот на летниот период и многу често граѓаните знаат да реагираат дали надлежните институции редовно вршат прскање против комарци и колку тоа е ефикасно за да може да бидеме заштитени. Па ги слушна вашите претходни прилози, поготово за Кочанскиот регион, видовме дека имаме повеќе начини на борба со комарците, терористично, односно прскање од земја, потоа тамо каде што има застојни води, исто така се третира, но видовме дека е актуелно и прскањето од воздух. Морам да напоменам дека во Европската Унија тоа е веќе забрането,
затоа што инсектицидите кои што се прскаат од воздух делуваат штетно на екосистемот и иако се прска во ранете утрински часови, сепак остануваат резидуи кои што ние потоа ги вдишуваме и делуваат штетно на здравјето, може да создадат и алергиски реакции, но ете во Македонија тоа се уште е пракса и граѓаните сметаат дека надлежните ревносно ја вршат дезинсекцијата само доколку прскаат од воздух, што не е случај. Значи другите мерки се исто така прилично успешни и значајни, многу позначајни од прскањето од воздух, бидејќи тоа се спроведува во европските земји само тогаш кога имаме епидемија на некои од болестите кои што ги шират комарците и се превземаат како подрастични мерки, но во Македонија гледаме се уште имаме таа традиција од прскање од воздух со авиони. Ќе се навратам повторно на она што го говоревме околу болестите кои што ги пренесуваат инсектите и би ве прашала дали инсектите потенцијално може да пренесат и нови болести кои во моментов ги немаме во Македонија. Па еве, токму тоа и го спомнав, значи маларијата ја немаме, но векторот го имаме, така да не сме никогаш сигурни дека нема да се воведе нова можност за инфекција. Исто така денгата, која што во регионот е присутна, имавме случаи во Хрватска, исто така е болест која што може да ја воведат комарците. Но спомнавме само она што е надлежност на државните институции во однос на борбата со комарците, но морам да напоменам дека должноста и на граѓаните е да се грижат пред се за себе со најразлични репелентни средства, за кои што веќе знаат дека треба кога се изложени на присуство на комарци, треба да се заштитуваат со репелентни средства, потоа нели она што е класично ставање мрежи на прозорите, но она што би апелирала, што исто така е многу важно, сите оние кои што имаат дворови, кои што имаат складишта, значи застојните води не мора да бидат во голема количина. Застојните води може да биде и во чаша вода, може да биде и во значи во гуми, во магазинските простори, може да биде саксија цвеќе. И тие застојни води се погодни за развој на ларвите, односно тука комарците ги положуваат своите јајца од кои што потоа излегуваат ларви и поготово се однесува за тигрестиот комарец за кој што е потребна многу минимална количина на вода за да во краток временски период се излежат ларви од кои што многу брзо имаме адулти, така да улогата на граѓаните е многу важна исто така во сузбивање на леглата на комарците. Да, затоа и овде и апелот кој што постојано го повторуваме за одржување на чиста животна средина која што би елиминирала развој на вакви инсекти кои што се потенцијални преносители на болести. И бидејќи ги споменавме и во претходните прилози крлежите, да направиме една дистинкција инсекти наспроти крлежи. Крлежите всушност не се инсекти и би сакала малку да проговориме околу тоа како можат луѓето превентивно да се заштитат себе, но и нивните животни од крлежите, кои што се потенцијална опасност. Морфолошки се разликуваат од инсектите, но за граѓаните исто така многу често ги спомнуваат како инсекти. Не е важно. Важно е да спомнеме дека и тие пренесуваат најразлични опасни заболувања. Ние пред некоја година имавме жител на Македонија кој што беше жена која што беше заразена од кримската конгохеморагична треска со каснување на крлеж и за жал заврши летално и луѓето околу неа кои што се грижа исто така беа изложени на таа инфекција со тој високо контагиозен вирус. Така да крлежите и не само кримската конго, значи го имаме крлежот Хиелома маргинатум кој што е носител, докажано е дека го имаме во Македонија, но може да пренесуваат и лајмска болест, кај животните може да пренесуваат и анаплазма, и ерлихија, така да многу болести се во прашање. Она што еве би симплифицирала, значи еден апел до граѓаните секогаш кога се движат во природа, по враќањето дома обавезно да се прегледаат за можно присуство на крлеж кој што може да биде и многу мал во почетокот пред да почне активно да цица крв, најчесто женките се тие кои што подолго се прикачуваат. И што да се прави? Значи, кои се грешките кои што ги прават граѓаните? Најпрви морам да напоменам дека секој крлеж не смете да го допирате со раце.
затоа што можеби во себе носи инфективен материјал. Значи, многу е добро ако веќе сакате да превземете нешто, да ставите ракавици, но доколку немате на пластични или гумени ракавици, тогаш ете нека се манипулира со раце, но крлежот не смее да се притиска, затоа што може да ги ослободи инфективните материјали. На крлежот не смее да се ставаат никакви, уља или било какви материјали, затоа што крлежот дише со стигми кои што се од страна на телото. Доколку тие стигми ние ги затвориме, крлежот ќе го регургитира, односно ќе го испушти инфективниот материјал во крвта. И тогаш значи сме иницирале ослободување на инфективните материјали, што е многу страшно. И морам да кажам дека во првите 12 часа докажано е дека крлежите не го испуштаат инфективниот материјал, туку се прилагодуваат на телото, испуштаат антикоагулациони ферменти кои што овозможуваат да континуирано цицаат крв. Така да затоа е апелот секогаш после прошетка во природа веднаш да се прегледа телото, затоа што ако навреме се извади крлежот, тогаш можноста да не зарази е минимална. И доколку решите сами да го отстранувате, тогаш никакви ротации, се оди со некоја пинцета до кожата, се повлекува внимателно вертикално нагоре, затоа што секоја ротација го уништува устниот апарат. Немаат крлежите класична глава. И тоа се препораките, значи, на временно прегледување на телото и манипулација со крлежите внимателна. При тоа, многу е добро да се стави крлежот во некоја пластична кутија во која што ќе се стави алкохол и да се донесе во надлежни институции кои што ќе прегледаат морфолошки. Прво ќе го идентификуваат крлежот, дали е во целосостранет, кои се можностите тој вид на крлеж да има инфективен материјал и еве ние на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје вршиме и детекција на инфективниот материјал во самиот крлеж. Дадовте многу корисни информации за граѓаните, како соодветно да се однесуваат, да се заштитат, но и како соодветно да се третираат при случаи на појава на крлеж на нивното тело, но од друга страна пак и можноста што вие им ја нудите како факултет да се направат и дополнителни испитувања на тој начин да се биде сигурен дека нема никаква опасност од заразување. Така, и обично тие луѓе кои што се каснати од крлеж се следат во еден период од 2-3 недели, доколку се појават најразлични промени на кожата, може да асоцираат на присуство на некој инфект. Лајмската болест ствара концентрични кругови околу местото на каснување, така да, значи, внимателно со здравјето на оние кои што се каснати од крлеж. Сега би сакала малку да проговориме за улогата на граѓаните во борбата против инсектите, како можат всушност граѓаните да придонесат во таа борба против инсектите и крлежите. И тука веќе говориме за граѓанска наука, затоа што постојат платформи за поставување на фотографии, но и можност да се донесе примерок на инсекти или крлеж на Факултетот за ветеринарна медицина и да се направи испитување. Граѓанската наука е една нова дисциплина, многу интересна, еве верувам дека гледачите не ја знаат оваа информација. Значи, научниците дојдоа до заклучок дека граѓаните се многу битни и во превентивата и во споделувањето на информациите. Па веќе се креирани повеќе платформи, една од платформите која што е преведена на македонски е Mosquito Alert, која што од Play Store може да се симне и на македонски може да се користи. Зашто станува збор? Граѓаните секогаш кога ќе видат комарец, конкретно за оваа апликација, може да го сликаат и да го споделат на платформата. Позади платформата постојат ентомолози кои што се обидуваат да го идентификуваат видот и се прави геовизуализација, односно се лоцира каде е детектиран. Исто така реакцијата на својата кожа може да ја сликаат и да ја споделат, бидејќи исто тоа укажува на видот на комарецот. И едноставно потоа на таа платформа граѓаните и државните институции може да видат каде се лоцирани тие крлежи, тие комарци, кој вид на комарци и врз основа на тоа може да се постават многу покорисни и поправовремени мерки за превенција во тие региони.
Одлично. Навистина одлична можност за граѓаните и да си помогнат во својата заштита, но и да добијат повеќе информации, нели да работат на својата превенција. Да, ова е еден многу интересен новитет, така да граѓаните се многу важни во споделувањето на информациите и секако превентивните мерки кои што сами може да ги превземат. Еве некој од нив напоменавме денес. Така. Би сакала конкретно на разговора да ги споменеме и глодарите како опасност по здравјето на луѓето, а тие знаеме дека ја пренесуваат хеморагичната треска. Па ние да кажам, за жал имавме пред некоја година и случај на хантавирус, односно семејство заразено со хантавирус. Глодарите представуваат еден од главните резервари на овој хантавирус, кој што исто така предизвикува хеморагични трески, кои што се со многу висок ризик по животот на граѓаните. И еве денеска слушнавме исто така во прилозите дека веќе општините масовно превземаат активности за борба со глодарите и тоа е една од многу важните мерки, меѓутоа не само во урбаните средини, туку и во руралните средини, затоа што пак околу живеалиштата на животните, на фармите, таму каде што се складира храна, исто така имаме масовна инвазија на глодари и не треба да се заборават и руралните средини во овие превентивни акции на дератизација. Упативте во повеќе наврати во разговорот апел до граѓаните како да бидат внимателни пред се да работат на својата превенција, но еве, за крај на разговорот, упатете уште еден апел до нашите гледачи. Па, внимателно со секое каснување, дали од комарец, дали од крлеж, значи, бидејќи веќе имате сознание, нели, дека може да се пренесат болести, не сакаме да шириме страв, но сакаме да информираме дека следењето на здравјето, после каснување од било каков инсект, пак дури и во контакт со глодари, е во ризик. Така да информирајте се навремено, дури информирајте се во вашите општини. Во секоја од нашите општини има нешто што е доминантно, еве кажавте за кочани, дека комарците секако заради оризовите полиња и константните води, дека имаме поголема масовност на комарци, но не спомнавме нешто, ајде сега само на кратко, дека имаме инсекти како што се песочните мушички, кои што ја пренесуваат лешманиозата. Ние сме ендемско подрачје, знаеме дека е таа присутна и кај кучињата како еден од главните резервари, но и кај луѓето и е опасна по здравјето. Значи, тоа се инсекти кои што личат на комарци, но се помали и со друга морфологија. И што е значајно за нив? Значи, тие не бараат застојна вода за свое размножување, него органско распадно ѓубриво и затоа апелираме, значи, да се одржува висока хигиена, поготово на фармите, каде што имаме одложување на секакво ѓубриште, околу депониите, значи, тоа се идеални места за развој и размножување на еден од видовите на песочните мушички, бидејќи имаме различни видови. И лешманиозата исто така, значи, се превенира, еве граѓаните се должни да одржуваат хигиена и секако нормално институциите, за да оневозможиме пак да се развиваат еве песочните мушички во оваа ситуација. Ви благодарам многу за гостувањето и за сите информации што ги споделивте со нашите гледачи. Ви благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме и други прилики да споделиме едукација што е важна за здравјето на луѓето и на животните. Секако.